сега ја се префрлувам во другиот дел од студиото, да ја поздравам и гостинката, тоа е доктор Демерџија, педијатар од Аџибадем Систина, а да ја посакам секако добро утро на нашата Суза, односно со еден збор добро утро до двете, дали може така да скратам. Така, добро утро и до тебе, Искра, добре дојде за нашата гостинка, доцент доктор Анета Демерџиева, педијатар од Аџибадем Систина. Ќе проговориме, Искра, за најголемите услови и можности кои што во регионот ги има педијатрискиот центар на Аџибадем Систина и каде за секое детенце е помалку или повеќе радост да прошета таму и да ја почувствува атмосферата која е многу поразлична од сите други здравствени установи. Се согласуваш, нели? Да, значи често пати, знаете, нашите гледачи ни гостуваат доктори од Аџибадем Систина, но особено кога станува збор за педијатар, штом се спомне детенце, веќе е поведро, поубаво. Јас сам вака можеба како вовед, бидејќи ми се појави една убава мисла од светски познат педијатар, па на тој начин да се одјавам од вас, а таа гласи: среќно дете е пред се дете кое е здраво. А потоа дете кој уме да чита или кој уме да свири виолина. Предпоставувам дека тоа ви е извездата водилка во вашата кариера, докторке. Така е. Така е. Да ви се заблагодарам за поканата, не само по моје лично име, туку во името на целиот тим на педијатри во клиничката болница Аџибадем Систина. И ќе се обидам да ви представам што работиме и како функционира нашето оделение. Така, повелете. Ќе ни биде задоволство да споделиме во следните минути се она што Аџибадем Систина долго време, повеќе од 2 децении го прави за своите клиенти, не само во нашава земја, туку задоволни клиенти од многу земји во регионов доаѓаат и се ваши клиенти и со насмевка повторно се враќаат кога за тоа имаат потреба. Ајде за почеток ве волам најпрво да го представиме тимот на ваши колеги кои што тука припаѓаат во овој педијатриски дел од клиничката болница. Во интерес на времето нема да споменувам имиња, но ќе кажам кои се специјалности ги работиме. Педијатрискиот тим го сочинуваат 8 неонатолози, 2 колешки кои што се педијатриски ревмокардиолози, 2 колешки кои се педијатриски пулмоалерголози, 2 колешки кои што се педијатриски невролози, 1 колешка која работи педијатриска гастроентерохепатологија, 1 колешка која работи педијатриска нефрологија и јас работам развојна педијатрија. Секако кон нашиот тим се приклучени и колегите педијатри кои работат во склоп на одделот за детска кардиохирургија, посебно во пред и постоперативното водење на сите деца кои што имаат некаков тип на вродена срцева мана. Меѓутоа, тимот функционира, предноста на болницата што тимот функционира како мултидисциплинарен, што значи дека имаме поддршка практично од сите специјалности во болницата. За посебно соработуваме со одделот за детска хирургија, кој практично на некој начин е и дел од педијатриското оделение, со одделот за оториноларингологија, офталмологија, со дерматовенерологија, со одделот за нутриција, со одделот за ортопедија, со одделот за рентген диагностика, каде што практично се изведуваат многу диагностички процедури кај децата, одделот за неврохирургија. Жал ми е доколку некого не споменав, меѓутоа практично нема сегмент во болницата кој директно или индиректно не е вклучен или не е поврзан со педијатриското оделение. Так, познати сте, надалеку познати, би рекла и уникатни по тој ваш персонализиран пристап во третирањето, во лекувањето и сите понатамошни постапки кои што треба да се прават индивидуално за секој пациент од најмал до највозрасен. Професорке, што е друго специфично во клиничката болница Аџибадем Систина во однос на другите установи кај нас? Клиничката болница Аџибадем Систина единствена од останатите здравствени установи од приватниот сектор може да лекува акутно болно дете кое што бара ургентен и интензивен третман. Тоа е благодарение на 3 оделенија за интензивна нега и терапија, започнувајќи од неонаталната интензивна нега и терапија, каде што се згрижуваат витално загрозените новородени, непосредно по породувањето, тука спаѓаат и децата кои што се предвремено родени и кои бараат хоспитален третман еден подолг временски период. Потоа болницата располага со
со педиатриска интензивна нега, која практично функционира во склоп на кардиохируршката интензивна нега, каде понекогаш се стабилизираат децата предоперативно, а потоа и постоперативно се водат до комплетното закрепнување. Она што според мене е посебна гордост на болницата, секако дека представува и транспортниот сервис, кој практично обезбедува транспорт на витално загрозените деца, започнувајќи од неонаталниот период па се до адолесценцијата, со транспортни возила кои се комплетно опремени за стабилизирање на децата и за одржување на сите витални функции до доаѓањето во болницата. Секоја чест. Дали болницата има капацитет за сите потребни диагностики уште од најраното детство? Да, болницата располага со речиси сите потребни и диагностички и терапевски процедури кои практично се потребни во третманот на децата. Се разбира дека поголемиот дел од апаратурата со која што работиме се наоѓа на одделот за педиатрија, меѓутоа голем дел од апаратурата со која што располагаат и другите оделенија е во функција кога има потреба и на диагностиката или третманот на децата. Од тој аспект посебно сакам да ја нагласам и соработката со одделот за радиологија, каде што практично детските радиолози изведуваат ултразвучни прегледи, сите видови на рентген диагностика и современите имиджинг техники, компјутеризирана томографија и магнетна резонанца. Вие сте клиника со огромна визија и креативност, која навистина први пред сите донесовте многу современи апарати, овозможивте многу убави услови за пациентите. Кои се плановите на болницата за воеднина? Болницата, предноста на болницата и она што навистина ја прави уникатна практично е постојаната медицинска едукација. Болницата ги следи сите современи трендови во медицината. Нема отпор кога се работи за набавката на современа апаратура, а во склоп на таа набавка секогаш постои и едукација на медицинскиот персонал. Во моментот, например, посебен акцент е ставен на детската гастроентерохепатологија, хематоонкологија и нефрологија. Болницата соработува со сите здравствени установи во регионот, меѓутоа и со образовните институции, така да последните години има голем интерес и за едукација на млади кадри, посебно од областа на педиатријата, така да сериозно се размислува за формирање на еден едукативен центар во кој што сите искусни лекари ќе можат своето знаење да го предадат на идните генерации. Да, тоа е навистина една одлична можност да можат младите генерации вака да учат од искусните, од оние кои што дале толку голем придонес за развојот. Никој не е вечен, така да апсолутно сите ние треба да инсистираме во младите. Да, апсолутно. Го споменавте педиатрискиот ургентен центар. Кажете ни нешто повеќе, како е тој концепиран? Педиатрискиот ургентен центар ги прифаќа сите акутно болни деца кои што пристапуваат во болницата. Функционира 24 часа во денот, 7 дена во неделата, 365 дена во годината. Практично обезбедува континуирана медицинска грижа за сите деца кои што имаат потреба за тоа. Најчесто се работи за акутни фебрилни состојби, за разни видови на профузни повраќања, обилни течни столици кои водат до дехидратација, потешкоти во дишењето, разни видови на болка, најчесто е тоа абдоминална болка, главоболка, болка во ушите. Но неретко се работи и за разни видови на траума. Така да, иако примерно детето го прифаќа педијатарот во ургентниот центар, потоа се повикува лекар од соодветната специјалност за која има потреба. Например, кај траумите најчесто се тоа колегите од одделот за детска хирургија. Во ургентниот центар практично многу често има потреба и од обсервација на некои деца, кога доаѓаат со анамнеза за некаков податок, кој во моментот лекарот не може да го утврди, ги задржува кратко време на обсервација со цел да утврди дали ќе се развијат одредени симптоми. Да, тоа значи дека детето може да остане и подолго таму, да има услови како дневна болница во ургентниот центар, постојат ли можности тука и да се прима некоја терапија? Да.
Дневниот ургентниот центар има 6 соби во кои може да се спроведуваат да се спроведе ургентна терапија. Велам соби за да потенцирам дека практично секое дете е изолирано, така да можноста за интрахоспитални, односно инфекција едно од друго дете навистина е минимизирана. Во собата детето може да престојува со својот родител. Најчесто даваме инфузиона терапија, односно парентерална рехидратација во услови на дехидратација. Може да децата примаат парентерална антибиотска терапија, инхалаторна терапија, а неретко ги обсервираме децата кои што се после анестезија. Значи во центарот, во ургентниот центар се носат и деца после минимални хируршки интервенции за кои нема потреба од хоспитализација, меѓутоа имало потреба од анестезија, се до нивното комплетно будење и стабилизирање на виталните параметри. Тука се носат и децата кои примале анестезија после одредени сериозни диагностички процедури, посебно на пример магнетната резонанца е невозможно кај деца да се изведе без дадена анестезија. И тука се носат и децата кои што примале анестезија заради некоја сложена стоматолошка процедура. Тие деца ги води и педијатарот и анестезиологот и заеднички се договараат за можноста да бидат пуштени на домашно лекување. Така, ќе си ги продолжиме прашањата. Јас само сакам да ја прашам нешто Искра, како мајка на 2 малолетни деца, дали си имала искуство некогаш да лежиш во болница во педијатриски оддел со твоите деца? Дали сте имале некоја штатна? Не, само на неонатологија. Така. Да, од тогаш немам дрво да чукнам, Сузе, не ме прашувај никако да не се случи така не сум имала. Во соглед на тоа дека јас сум го немала за среќа тоа искуство, но познавам многу мајки кои имале многу тешки и стравични искуства, би рекла, особено ако биле принудени во ниедно време во текот на ноќта да реагираат и така натаму, но она што барем во педијатрискиот оддел во Аџибадем Систина го имаат се прекрасните услови. Прекрасниот тим кој што навистина не чувствуваш дека си во болница. Апсолутно, како да си во некој убав хотел каде што сите се грижат за тебе и сите се насмејани, растрчани и веднаш сакаат да ги добијат сите неопходни анализи кои што си од суштинско значење да ги направиме сега и веднаш, така нека. Одлично. Кои се другите оддели во вашата педијатриска болница? Го споменавте педијатрискиот стационар. Тој располага со 15 соби, во кои што се згрижува дете и родител. 2 од тие соби се од апартмански тип, што значи дека детето може да престојува со обата родители, што многу често го користат родители кои што не се од нашата земја, па практично доаѓаат на лекување во нашата установа. Една соба е соба со негативен притисок, што значи дека е изолација, односно може да се изолираат оние деца за кои што има потреба, се до завршување на диагностичката или терапевската процедура. Покрај педијатрискиот стационар, колегите кои што практично работат на стационарот, а тоа се педијатрите, својата секојдневна работа ја остваруваат во поликлиничкиот дел, каде што се субспецијалистичките амбуланти и каде веќе споменав дека се наоѓа најголемиот дел од опремата која е потребна во диагностика на децата. Посебна гордост е неонатолошкото оделение, го споменавте, тоа е оделение кое функционира во склоп на породилиштето, каде практично се прифаќаат новородените од раѓање до исписот од породилиштето. 8 многу искусни неонатолози работат во тој сегмент. Болницата од самиот старт е baby friendly hospital, што значи дека од УНИЦЕФ е означена како болница пријателка на децата, затоа што овозможува rooming in, значи престој на новороденото заедно со мајката додека е во болнички услови. Овие деца се следат потоа во неонатолошките амбуланти, каде што покрај колегите неонатолози има и неонатолошки сестри кои што помагаат во едукацијата на мајката, најчесто за исхраната. Знаете дека светски тренд е доењето, тоа болницата од самиот старт го фаворизира. Има посебна соба за доење, каде мајката се едуцира за сите техники на успешно доење.
Исто така, една огромна гордост на болницата е неонатолошката интензивна нега, каде практично се прифаќаат децата веднаш после раѓање кои имаат потреба од следење, континуирано следење, кои се витално загрозени, а тука се прифаќаат и предвремено родените деца, како и сите деца во првите месеци од животот кои што имаат некој сериозен здравствен проблем, затоа што ова единица располага и со посебни соби во кои што практично може да се изолираат болните деца. Што се случува, кажете ни, во Центарот за развој и следење на деца? Центарот за развој на следење на децата е формиран по теркот на светските болници, односно како резултат на потребата да се следат децата кои што имаат развојни проблеми. За жал, во овој момент во светски размери расте бројот на деца кои што имаат одредени отстапувања во развој, кои бараат рана диагноза и ран третман. Тој центар го сочинуваме тројца педиатри, двајца невролози и јас како развоен педиатар, и нашата цел е практично да ги исклучиме оние медицински состојби кои може да бидат причина за развојното доцнење или кои се коморбидни и бараат третман за да го практично на некој начин подбутнат развојот на детето во позитивна насока. Тука работат и двајца дефектолози, кои што го спроведуваат раниот третман и од неодамна и детски психијатар, со што практично го заокруживме тимот потребен за ваков вид на следење на децата. Во болницата има можности за детска хирургија, така нели? Да. Детската хирургија навистина исто така го заокружи, го комплетира практично следењето на сите патологии во детството. Детските хирурзи работат општа детска хирургија, работат дигестивна хирургија, детска урологија, детска тораковаскуларна хирургија, травматологија и она што мислам дека е посебна гордост на болницата, детска кардиохирургија, која практично е единствена во Македонија, каде што се прифаќаат најтешко болните, децата со најтешки кардиолошки проблеми, односно вродени срцеви мани кои бараат оперативен третман од 0 до 18 години. Овие деца покрај кардиохирурзите, потоа веќе споменав на одделот за кардиохируршка интензивна нега, ги водат цел еден тим на лекари, тука се неколку педиатри, педиатриски анестезиолози, перфузионисти, медицински сестри кои што се обучени за водење на тешко болно дете, физиотерапевти, односно сиот оној персонал кој бара континуирано следење на таквите деца. Така, браво. Ама покрај сите овие оддели има и простор за нивното слободно време, забава, интерес и се она што дечињата би можело да ги расположи и да им го направи престојот убав, навистина. Да, болницата е многу убаво конципирана. Конципирана е како детски универзум. Децата има катчиња во кои што децата може да играат додека чекаат на лекарски преглед. Многу често забораваат на стресот за време на играта, но има и катчиња кои што се едукативни, па дури и за нас возрастните, така да навистина престојот во болницата им пружа посебно задоволство. Така. Јас посакувам што по-успешни приказни во разрешувањето на бројни здравствени проблеми кај дечињата кои се ваши пациенти и од нашава земја и од пошироко, бидејќи често пати сум имала прилика да сретнам цели семејства кои што доаѓаат и бараат решение за нивниот проблем. Посакувам што многу успешни години да бидете број еден на нашиве простори и многу ви благодарам за ова утринско гостување. И вас многу ви благодарам. Одлично, тоа беше доктор Демирџиева. Искра да посакаш да бидеш дете, ама да не бидеш болен под услов, така нели? Да. И јас сакав уште нешто да искористам докторката додека овде. Сведоци сме периодов, кој што има дете, кој што има внуче, сите велат, сите се болни.
но тоа болни е широк поим, така што вие што забележувате периодов од вашата пракса? Видете, ова е секвела од ковидот. Се изолиравме 3 години, сите контакти практично 3 години беа прекинати. Факт е дека сите ние тивко се имунизираме во секојдневниот живот. Сите ние доваѓаме во контакт со многу бактерии и вируси, а не секогаш сме болни. Организмот, имунолошкиот систем се бори, создава антитела и тие антитела практично ја чинат одбраната на организмот. Во услови на изолација каква што беше за време на ковидот, сите ние ги заборавивме, нашиот организам ги заборави другите видови на предизвикувачи, така да сега постепено повторно имунолошки учи. Ова лето на вистина не беа болни многу деца, меѓутоа беа болни и нивните родители, што практично ја потврдува теоријата што ви ја кажувам. Треба да се вратиме во нормала. Ќе се вратиме во нормала, нема што да превземаме. Тоа е тоа. Ќе се вратиме во нормала, само не треба премногу паника и ќе биде се во ред. Нашиот народ има една многу убава кратка реченица, со помин да е. Така е, ама навистина е така. Се што е банална инфекција не треба човек да драматизира. Ќе помине. Тешките и сериозните инфекции се она што треба да не плаши, а иначе овие вообичаени настинки, инфекции неколку дена и ќе поминат, не треба брзање со никаков вид на терапија, ниту под наводници превенција. Само што видите, мако е здодевно, што знаеме дека целото семејство треба да го поминат, ама не едно здраве, па другото, па едниот родител, па другиот. Трпение, Керко, трпение. Време траењето постои. Многу ви благодарам, докторке, што бевте дел од нашата утринска ова утро.